Нашата мисија оваа сезона е да им се помогне на сите семејства што ќе го стават срцето на дланка. Водени од таа цел ја посетивме Весна Димовска, еднород родител на 6-годишниот Атанаси, која на почетокот на новата сезона на Срце на дланка го раскажа својот тежок живот. Таа кажа дека со своето дете и родителите живее во куќа која поради затрупан канал повеќе пати се поплавува. Увидовме дека оваа мајка на вистина живее под лоши услови со своето дете. Пет пати сте поплавувани, не рекоа, и ви е потребна помош. Да. Да, више не знам кој крај да го фатам. 5 пати немаме мир. Сам мало дете сум, од два и просперираме. Од два и можам да кажам дека и успеваме да се прехраниме. Финансиски не сме многу јаки, може се да си средиме. Вие сте самоохрана мајка? Да, еднород родител. Еднород родител, живеете и со мајка и со татка? Да, точно. Со нив, и со мојот син. Последен пат се поплавивте сега во јуни? Да, на 26 беше поплавата, 2 дена бевме под вода, со тоа што од 2 дојдоа од водовод и канализација за да ја одзадат над канализацијата. Проблемот е до канализацијата. Големи трауми. Сега почна да врни одма, вика, мамо, ќе се поплавиме, готово. Тешко е. Многу е тешко. Мало дете да расте во таква средина. Што ти е најтешко, Весна? А дете во поминува не се овие работи. А јас пак во возрастна сум мајка. Ке речеш да му се даде нешто повише, ама немам толку можности да мислам. Стручна екипа од фирмата Свис Градба уште еднаш отиде да ја види состојбата на куќата во Шуто Оризари и констатира дека поради честите поплави и влага, ѕидовите се болни и подобро би било да се изгради нов дом на тоа место, отколку да се санира стариот. Добро утро. Добро утро. Како сте? Здраво. Здраво, Јас сум Дарко од фирмата Свис Градба. Како што ни се јавивте телефонски да дојдеме да видиме за куќава ваша, што можеме да помогнеме, донесовме и стручни лица. И гледам подовите, не ви се веќе како што треба, ова се е веќе скапано труло, најверојатно и од водата. Доле има многу примено вода. Ова е горниот спрат, а? Да. Тука моментално спиева јајата на Овде спиете. Да. Ова. Затоа што нема дулек простор. Овде многу и ѕидовите се уништени, имате дупки овде, ви дува навечер. Темелно треба кровот да се менува. Кога ќе го смениме кровот, ова тло, овие ѕидови се болни, како да кажам, болни, значи наполнети се со вода, трули. Значи и тој кров нов што ќе го направиме ние, тоа се може за некое време да попушти. Гревота, значи со вакво дете ви видов горе дупки од сите страни, значи да спиете во такви услови, ова е навистина жалосно, морам да признам. Да видиме опција доколку би се најде некој плац, нели, без разлика која квадратура, да може нова градба од темели да ја почнеме, да биде тоа така убаво, ќе биде значи екстра за живење, што долги години ќе можете да се радувате и да живеете во таа куќа. Сепак, таа куќа не е целосно на незините родители, туку ја делат со уште двајца други сопственици и таа идеја беше невозможна да се реализира. Затоа јавно на различни начини и во повеќе наврати апелиравме кој може и сака да и подари мал плац на Весна, за да може да и се изгради дом каде би го растела своето дете. Ние апелираме до сите добронамерни луѓе кој може да помогне на некој начин да за ова семејство навистина изградиме еден топол дом, да им помогнеме, бидејќи навистина оваа куќа е во многу страшна, нели лоша состојба. Јас токолку ем во можност да се сруши и нова да направиме или тука, но во овој случај е невозможно пошто се тројца наследници. Мислам дека најдобро е да се најде некој плац и да изработиме една нова убава куќичка. Во потрага сме по плацеви, веќе имаме најава за некои плацеви. Јас апелирам до сите добронамерни луѓе да ни помогнат во овој проект. Највеќе ни требаат парични средства, но ете, и ако има нешто што ќе ни користи како за изградба на куќата, може да донира. Затоа апелирам уште еднаш да помогнеме на ова семејство, да го усрекиме, да тоа го направиме барем со еден плац, за да можеме
да ја убрзаме таа постапка со изградбата на куќата. Во периодот кој измина, добивме неколку понуди во околината на Скопје. Навистина се потрудивме незината сторија да стане успешна. На Весна и беа понудени неколку работни места во големи компании, но поради работењето во 2 смени, таа не прифати да се вработи. Во меѓувреме, таа е невработена и бара соодветна работа. Да ја видиме реакцијата на Весна за понудените места и незината одлука за нов дом. Се наоѓаме со Весна, која што имавме можност во Срце на дланка да ја погледнеме незината сторија со незиниот малечок Атанаси, кој што, како еднород мајка го чува од неговото раѓање и како што вели таа никогаш нема да се откаже од грижата за нега. Меѓутоа условите во кои што живее Весна, живееше и се уште живее, се навистина лоши. Тогаш уште побаравме можност да и се помогне на оваа самохрана мајка да го изгледа во нормални услови своето дете. Имаше понуди кои што, денеска сакаме да ги разработиме, да видиме што овие месеци, 3-4, откако поминаа се понуди на Весна, колку финансии собра, дали имаше понуди за работа и сето она кое што се случуваше во нивните животи. Каде се тие, што прават и дали нешто прифатија. Здраво, Весна. Здраво. Денеска, малку ќе се повозиме и ќе се обидеме да продискутираме за можностите кои што ти беа понудени преку донаторите и гледачите на Срце на дланка. Октомври месец беше кога отида твојата сторија, кога ти го стави Срцето на дланка заедно со своето дете и видовме во какви тешки услови живееш во населбата Шутоа Ризари. Имаше ли некакви промени веднаш по завршувањето на емисијата? Имаше ли понуди за некаков плац каде што може да се изгради куќа за тебе и за Атанаси? Вака, значи, имаше нешто минимални донации, ама тоа се уште не се доволни, за да можеме нешто да го направиме чекорот кон подобра иднина. Значи, од кога дојде првата емисија но од кога дојде Даре, кога понудија као да побараме помош за имот за тие работи, добив јас толку понуди со тоа што луѓето нема ни имотни листови, ни легализација, значи ни дозвола за градежно. Прашав на неколку институции, побарав и државно земјиште, од тоа што добив као Весна тие работи доаѓаат според лицитација. Значи немаме никаков оглас за такво нешто, не се знае ни кога ќе има, за да може вика да нешто да ти понудиме земјиште да се плати ко државно минимална сума. Викам окей, со Даре виде еден плац од Петровец, значи 23 евра квадрат ни го даде човек. Можеме да отидеме да видиме. Да, знам кај е точно. 23 евра квадрат плац, ама со тоа што викам, таму има канал, нема пат, значи кале, не е перфектно местото и да имам во близина канал со мало дете. Значи тоа е... Не ти одговараше? Искрено ти кажам, не. Кога отидов во имот на Конјари, таму искрено ви кажам, далеко е, ама работата е што нема ни имотен лист, ни ништо. Да имаше, би го прифатила таму во Конјари? Па зашто да не? Конјари има и автобуси, има и деца, видов дека има околината. Од таму, значи, доста имав комуникации со луѓе, као Весна, што ти треба, као ти треба, им реков моментално собираме само пари, кој што може, колку може, нека пушти. Значи, јас кога видов во изводот имаш и по 50 денари, по 100 денари, значи, пуштен сепак фала им и за толкава сума, што издвојуваат од себе. Не е за везич. И општината Бутал, мислам, ти даде одредена сума. Да. Да. Благодарам. Понуди за работа имаше ли? Немам моментално ништо. Моментално сум невработена од 15 декември, затоа што со работодавецот се договоривме за една сума, испадна сосема пола од сумата што се договоривме за јас да работам за нив. Тоа е неприфатливо, затоа што јас за тие пари, значи шутка, кадино и ми е 6.000 денари ми беше
превозот за да стигнам до таму. Патните трошкови не ми беа платени и уште не се платени. И јас за минималната плата е 2500, ама работата е што доаѓа испод минималот, испод договореното што беше како што требаше. Да, јас работев редовно и видов дека не можам да најдам работа со тоа што не се стојат на договорената нето плата. Сега во моментов немаш никаква понуда? Немам никаква. Моментално сум невработена од 15 декември до ден денеска. И па како издржувате овој момент, овој период Никако со мачно. детето? Нешто од донациите што собрано и со 13.000 плата пензија, тоест на татко. Дали може би имаш право на некој додаток како самохрана мајка? Немам ни социјално за ни детски додаток, ни социјално. Од кога видеа сторијата на телевизија, школото ми излезе у сусрет. Значи не плаќам за данас и така иде. Храна? Све од нив. Им благодариме и ние како проект на училиштето Кирил и Методи беше, Да. така? Кое што ете би излегло во пресред, барем тој издаток, тој расход да не го чувствуваш во месецот како самохрана мајка, а тој да не се чувствува поразличен од другите. Верувам дека барем наредните години ќе му биде посветла иднината на Атанасија. Што се надевам. Само Бог тоа да знае. Премногу искушенија. Ама се надевам, ќе биде светлината кога говориш брзо време. Какви други понуди имаше? Каде имаше понуди други за градење на куќа? Никаде. Само во Куњари и Петровец? Да. Со средства кои ги собиравме за плац, можеше да се купи само мал плац во Петровец, кој поради близина на канал, стравувајќи за животот на своето дете, таа го одби. Возиме во Дрмах, се насочуваме на кај Петровец да го погледнеме плацот кој што имаше можност да биде купен, меѓутоа според Весна е на некоја локација за која што смета дека детето не би требало да расте нели покрај канал. Иако јас мислам Петровец е убава населба за живење. Можеш да бидеш близко, ги поврзува и другите градови во Македонија, секаде можеш да стасаш за некој половина час. Ајде да видиме што беше понудено и дали има добри услови. Кога беше да го погледнеш овој плац, Весна? Па има 2 месеци. А таму во Куњари? Е, Таму ти се допадна? Не баш. Не баш, Ама бидејќи нема ни мотен лист, ни ништо, затоа што без тоа ништо не се може да се среди. навистина е тешко кога и со ограничен буџет. Тука Дарко и Бригита се сложија дека ќе помогнат со донации, тие собираа донации со цел да нели ти излезат во пресрет. Меѓутоа тешко одеше собирањето средства, до одредена сума се пристигна со оглед на колку беше квадрат тука во Петровец, колку го продава? Го понуди 23. 23 евра квадрат. 200-300 квадрати ќе беа околу 5-6 евра. Сепак и тоа е сума која што се уште до овој момент ја немаше собрано. И се уште твоето стамбено прашање е во буквално воздух. Баш живееме по комунални услови тоа. А како ја поминавте зимава? Си уште е зима, но како ги поминавте тие најладните месеци, декември, јануари? Никако.
Затоа што после пред Стокомак, десно уличка. Тука. Скоро месец и пол дена бевме без струја. Значи, јадењето све ни си спораси под фрижидерите. Среќа што се грееме на дрва, моментално и при крај сме на дрва. Еве го. А февруари знае да биде баш неизгоден и може да изненади. Да, искрено ти кажам, мора да се купува дрва затоа што иде скрос на крај уште. А струјата? Струјата сега ја направи, ама месец и пол дена, скоро 2 месеци бевме без струја, значи воопшто струја немаше. Да, баш Да. околу Нова година ти ми се јави и ми каже дека Да, нова немаш... година, празници, јас немав струја. Како? Како Ни ви? бадник, све под свеќа бевме. Со свеќа и бадник, и нова година, и стара нова година. Све поминавме. Уште, браво. Ако сакаш тука оставија, гледам тука има слечина на земјиштето. Да идеме пешки. Овдека е плацот. Мене искрено ми се допаѓа местово. Па ја за 6 годишно дете и овој канал топка падне, не би. Затоа што само ова е, натаму нема пат. Од тука ќе мора да излагувате. Да, значи нема ни асфалт тука. Гледаш како е. Еве го Ти се каналот. плашиш од каналот. Како не? Кај нас во Шутка има 3 деца починато од овој канал. Од ваков канал. Да, што паѓаат и пропаѓа скроз. Толку е од животот. Тоа е причината поради која што ти Да, животот ме искушил на многу начини уште од мала и затоа јас моје дете во ваква средина да расте не би. Искрено. Значи секој родител би го заштитил детето. Ова беше нели опција која што единствено успеавме да ја најдеме со Дарко Да, Даре од Петровец. од Петровец и која што беше по пристапна цена, која што може да се дозволи со нели донациите кои што до тогаш беа собрани. Јас имам донација само 1500 евра на штедната на сметка. Значи тоа можам и да го докажам. За 1500 евра не верувам ни овој плац да се купи од 300 квадрати по 23 евра. А за понатака не знам дали има нешто собрано Господова црква, Даре, Бригита. Значи, што уште да кажам, тоа е вистината. Така. Беше, како што спомнавме и во автомобил додека возевме навака, понудено и во конјари. Да, без имотен лист, без ништо. Значи, тоа и да сакам да градам таму, утре може да ми е одземено. Значи, ни дозвола за градба. Значи, понудени ми се опции што свесен човек и да би го земал, утре ден може да ти го земат и речи искочи. Земјиштето е мое. Така, беше понудено преку Срце на дланка и мислам дека во Матка, меѓутоа и тоа е далеку и Да, се служнав со човекот, ама децата не му дозволија. Значи, првен беше, да, има тоа малцинство луѓе, ама тоа е негде кај позади голема Богородица, црквата. Тука нема ни пат, нема ни асфалт, нема ни ништо. И нема ни автобуси, нема ни школа. Не може да го носиш детето Не. во училиште. Нема школа таму. Кај има школа, матка? Тебе би ти било и далеко за да работа. За работа моментално нигде не работам. Опциите кои што ние до овој момент од имитувањето на твојата историја имавме можност да ти ги понудиме, беа нели конјари, Матка, кои што се неизводливи, Петровец, не ти се допаѓа ради каналот. И навистина ми е жал затоа што како што кажав Петровец можеби во моментов и најидеално место за живење. Значи, Оливера, ако си има средства собрано, значи може и да се купи куќа што е веќе изградена. Што може, значи, да се Колку се всели. тие куќи? Па има 50-60 илјади Волково, значи тука и у Петровец гарант има, значи не е само да земеме
плац и да градиме. Ако си има собрано средствата, зашо да не се купи и виќе... Но 50.000 знаеш дека не се собрани толку. Кога сме кај социјалните станови, можеби има шанси таму, ако веќе нели овие опции не ти се допаѓаат. Значи, ќе поднесам, затоа што јас и претходно поднесов. Затоа што јас сум еднород родител, и во социјално бев, и детски додаток побарав, сегде бев одбиена. Че немам ништо на моје име. Јас верувам дека некои од социјалните служби ќе го видат овој прилог и ќе во иднина можеби ќе понудат. Еве ние и уште еднаш како телевизиски проект која што помага на социјално загрозени семејства, ќе апелираме доколку има некој можност, доколку не ја видел твојата сторија досега, да ти понуди нешто, доколку може да се најдете во заеднички интерес, тој со желба да помогне, а ти со можност да ја прифатиш понудата, па да се најде некој стан до крајов на сезонава, ние повторно би те снимиле и би излегле во пресред, само да бидете срекнати, Атанаси. Од Свис градба и беше понудено и да се реновираат двете соби на горниот спрат од куќата на незините родители, кое поради лошата состојба на кровот и влагата, таа смета дека не е во ред таму да се инвестира. Со оглед на тоа дека се уште немаш плац за куќа или најдено соодветно живеалиште, во моментов таму каде што живееш со родителите и со Атанаси, дали има опција за да се изреновира горе? Искрено ти кажам, нема, треба цел кров да се смени затоа што до згора тече. Доле ако реновирам, купив нова телевизиска комода, ета уништена. Воопшто нема функција. Што и да вложиш ново, све ќе ти се уништи. И затоа јас барав опција се тргнеме за да може да имаме нешто со мир и со спокој да го живееме животот, а не која ќе заврне, Атанаси да добива трауми, да вика мама пак врне. Или сега кога снимавме струја 2 месеци, детево се утепа на почетокот плачење. Значи, у темница да живееш не е лесно. Што ти викаш, Атанаси? Мамо, темница е, глувците, кај се... Значи, детево у мене се бута. Значи, од тој страв, темница, прст пред око не се гледа. Значи, нема опција нити тие две соби да се изреновираат кај што спиете со Атанаси. И да се реновираат, пак ќе се уништи. Затоа што општината не го зима случајот за ризичен. Каналите што се беа и водовод и канализација, значи рекоа весна нема шанси. На самата канализација се градени куќи. Со оглед на тоа дека таму не се гледаш себе си, нели, во тие услови и за тебе и за детето, ајде да пробаш уште опцијата да ги собереш сите документи, да се поднесе за социјален стан, па може би ќе ти се насме среќата ова година. Ќе има оглас, ќе пуштиме. Во ред, ти благодарам. Ќе се поздравиме и да се видиме за убава работа, Весна. Ти благодарам. Тука се поздравивме со Весна Димовска и посакавме многу среќа и апелираме уште еднаш, доколку некој е запознаен со нејзината сторија, а е во можност да ја помогне со плац или куќа, да го направи тоа, за да може таа полесно да ја обезбеди иднината на своето дете. Нашата мисија оваа сезона е да им се помогне на сите семејства што ќе го стават срцето на дланка. Една од сториите е и приказната за тешкиот живот на Весна Димовска од Шуто Оризари. Во периодот кој измина, добивме неколку понуди за неа во околината на Скопје. Со средства кои ги собиравме за плац, можеше да се купи само мал плац во Петровец, кој поради близина на канал, стравувајќи за животот на своето дете, таа го одби. Да видиме реакцијата на Весна и нејзината одлука за нов дом. Возиме во Дрма, се насочуваме на кај Петровец да го погледнеме плацот кој што имаше можност да биде купен, меѓутоа според Весна е на некоја локација за која што смета дека детето не би требало да расте нели покрај канал. Па ја за 6 годишно дете и овој канал топка падне, не би. Затоа што само ова е, натаму нема пат. Еве го каналот. Ти се плашиш од каналот. Затоа јас моје дете во ваква средина да расте не би. Ѓоко од Маџари е глава на семејството Ѓоргиевски, кој поради тежок живот во детството и денес живее под кирии со сопругата, мајката и 3 дечиња.
Иако на различни начини и со многу труд се обидувал да ја гледа фамилијата и да ја обезбеди се, тој сепак не успеал да изгради сопствен дом од кој никој никогаш нема да ги брка. Во тоа не им помогнала ниту среќата која пред година и половина ја имале преку добивање автомобил на Instant Loss. Автомобилот веднаш го продале за да вратат некои постоечки долгови и за да започнат сопствен бизнис преку возење камионче за шлеп служба. Подоцна дел од парите ги вложуваат и во швајцарска виза, за да може да оди во Швајцарија и да вози камион за да заработи за дом за семејството. Веројатно желбата да успее ќе ја занемари сериозната состојба на очите која можеби му давала симптоми, но тој ги занемарувал само за да исплива на површината. За да еден ден, додека е на работна позиција во Брисел и додека спиел во камионот, тој не забележил дека го изгубил видот поради прскање на рожницата на десното око. Кога почнав да работам, возев такси, после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Заработував добро и тука имам работно искуство доста. Последниве месеци сум имал придонеси од околу 2000 евра, меѓутоа преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежак. Дознав кога Ѓуко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена Ѓуко почнал ранево самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Побаравме и друго мислен доктор, кај што ни кажа дека има надеж. Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сака математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам ништо е напишано, ниту да му помогнам. Па ги замолувам сите кои сака да ни помогни, барем не мора многу, барем 2 соби кујна и купатило, да имам децата каде што да ги сместам на сигурно, да не бркат никој. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам. Екипата на Срце на дланка во соработка со iCrowd започна кампања за ова семејство. Веднаш му беше однесена храна за наредниот период. Се донираше на платформата и на донациските броеви со цел собирање средства за изградба на нов дом, а деновиве благодарение на iCrowd му беше овозможен преглед на клиниката за очни болести и на Ѓоко и му беше предложена итна хоспитализација поради големата инфекција на очите и сериозноста на неговата состојба. Веднаш по завршувањето на емисијата Срце на дланка се наоѓаме во Маџари, местото каде што и го снимавме семејството на Ѓоко Ѓоргиевски. Денес во соработка со iCrowd носиме за следниот период, за неколку месеци, да може да платат киријата и да бидат обезбедени со храна. Затоа веднаш ќе ја дистрибуираме храната и финансиските средства до семејството, за да можат барем во овој период да се посветат на она што се нарекува грижа и нега на здравјето на Ѓоко. Тука е храната, дел од храната која што ја подготвивме заедно со iCrowd кај семејството на Ѓоко и Христина Ѓоргиевски. Сега ќе ги повикам и да ги прашам како се чувствуваат и кои се плановите за во иднина. Здраво. Здраво. Како сте? Добро. Се надевам добро помина. Ја гледавте емисијата која што пред малку одеше на Алфа, на Срце на дланка. Ѓоко тука ли е? Да. Да. Како се чувствува тој?
Па сега чекаме да видиме што ќе ни кажат за операцијата. Да, и да видиме понатамошно лекување. Да, во понеделник сте Да, во понеделник. доктор, треба да го прегледа Да, доктор и тоа ви го средија од икраот, потоа да се оди на понатамошна нега. Да. И нели зачувување на видот кој што е и проблем кај Ѓоко. Да. Ова сето кое што го гледаш тука е благодарение на икраот. Тие ви обезбедија храна за наредниот период, барем околу 1 месец да имате нели како да се прехраните, а се разбира тие ќе платат и киријата за 3 месеци, за да не мора во сите овие гужви кога најмногу треба на здравието да внимавате, да трчате, да барате друго место за живење и да се преселувате. Ви благодарам многу. Зошто ти се населува да учите, Христина? Малку емотивно. Сигурно не очекуваше вакво нешто, но драго ми е што успеавме солзи од среќа да предизвикаме кај вас. Да. Повели, ова е само дел од храната, има уште многу за вас. Ви благодарам многу. Тука и човекот кој што го пријави своето семејство најмногу затоа што во овој момент како глава на семејството не може да обезбеди храна и дом за неговото семејство, но сепак сака и треба и мора да ги излечи своите очи, да го врати својот вид, за да може понатаму виднина да се грижи за сопругата и трите дечиња. Здраво, Ѓоко. Здраво. Утиде емисијата се емитуваше на телевизија. Верувам во идниот период дека навистина многу ќе ти се помогне. Она примарното кое што е најпотребно е враќање на здравието на твоите очи. И тука сме заедно со икраот да помогнеме следниот период да имате храна и тие одлучија да ви ја платат наредните 3 месеци киријата, за да не мора да се селите сега кога ви е најтешко. Ви благодарам. Се надеваме дека ќе има помош за видот, да можам повторно да работам. Тоа е тоа што ви е најприоритетно, враќање на видот, а потоа и обезбедување на работа за двајцата, дом за семејството и се поред. Повели. Благодарам. Драги мои, направивме една одлична мисија денес. Со икраот навистина обезбедивме храна, кирија за семејството кое што барем не треба следниот период да му ја мисли за тоа, но она кое што следи за ова семејство е помош околу операцијата на Ѓоко, праќање во соодветна институција каде што ќе му се пресади рожница и потоа нормално да му се изгради куќа каде што ќе можат да живеат без да плаќаат кирија и потоа соодветно вработување. Се гледаме наскоро. Солзите и молбата за храна на малиот Јован од Крива Паланка пред празниците го сплоти македонскиот народ во земјава и во светот. Пакети храна, средства за хигиена, телефони, компјутери и облека и тогаш и сега пристигнуваат во нивниот дом. Но тоа не беше единствената желба на Јован. Тој посака и за себе и за своето братче и сестричка, макар 2 соби за да можат покомфорно да живеат и да имаат каде да учат. Да имаме соба да учиме, а не на соба да се седиме. Солзите на малиот Јован од Крива Паланка се веќе минато. Благодарение на донациите кои пристигнаа после објавувањето на нивната сторија, неговите желби се исполнети. Срце на дланка обезбеди нов дом за нив со соба за секое дете, каде сите ќе можат да живеат безгрижно. Да го инвестираме за собраните пари во куќа, да ја купиме куќата и да бидеме среќно семејство. Овдека една соба има, една соба и овдека има. И тој се тука има друга соба. Веќе Јован си ја одбра собата. Да.
се Иако купијат се е другите, убаво. другите ќе одбират соба, да? Ние сме во Крива Паланка, во село Мождивњак, заедно со Горан Станковски. Станува збор за социјално загрозено семејство кое што бараше проширување на домот и ете, бидејќи таму немаше услови за тоа да се направи, најдовме куќа во селото која што само челно, голема куќа е, повеќе од 200 квадрати, само челно има фасада, а од останатите 3 страни нема. Нема Па проблем, ќе сакам да направиме. прашам, да, тоа ми беше прашањето, дали може да му помогнеме на овој човек, ете да ја Сигурно. досредиме Сигурно куќа. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Само ќе треба да дојдеме да видиме што треба да се сработи и ќе ја средиме и таа работа. Така. Надворешно, ете, треба фасада, врати, прозорци има, евентуално внатрешно кречење, избелување на зидовите, тоа би била и поставување ламинат, тоа е работата. Ќе ни биде и нам драго исто да тоа го направиме, да го усреќиме и ова семејство. Да. Ви благодарам, Дарко, што се слушнавме и што прифативте и да помогнете на уште едно Благодарам и на семејство. вас, се гледаме наскоро и да започнеме со работа, да ги усреќиме овие луѓе. Благодарам. Благодарам. Имајте убав ден. Поздрав. И вие, поздрав. Задоволен сум, презадоволен сум. Се наоѓаме во Петровец, во Свис центар, каде што, ете, со Дарко, кој што е дел од оваа пета сезона на Срце на дланка во поглед на соработката со семејствата. Дарко, се слушнавме кога бевме во Паланка и кога на Горан му беше купена куќата во Мождивњак селото. Имаше можност да ја видиш, навистина прекрасна куќа, меѓутоа дел од куќата е недоправена. Тогаш кажавме дека ќе се направат неколку зида за да се сфасадираат и натрешно да му се способат барем една-две соби. Дали стапи во контакт со човекот, дали можеби беше до Паланка или плановите се за понатака кога ќе се подстопли? Значи, вака, куќата ја видов на камерите, нели? Лично не бев да ја видам, но видов дека е стварно многу убава куќа и дека луѓето ги видов дека се среќни и насмејани и затоа баш ми е драго што ги видов тие насмевки на нивните лица. И да, ќе работиме таму, значи ќе ми биде задоволство и чест ние како фирма Свис Градба да одиме на тие луѓе да им направиме од наша страна, нели, што можеме. Да, ќе направиме фасада на куќата, на тие ѕидови што треба да се isфасадираат и како што зборувавме, нели, да внатре ги обелиме, окречиме тие ѕидови на собите, но моментално е ладно таму, малку е височко Паланка, знаеме сите. Нека се подзатопли малку и ќе почнеме со работа. И верувам дека тоа брзо ќе биде, со Божја помош ќе успееме да тоа го направиме побрзо. Верувам дека веќе на пролет и ќе може да се вселат, бидејќи нели ќе се стопли Се и надеваме. едно семејство ќе живее среќно. Така, да. Нашата мисија оваа сезона е да им се помогне на сите семејства што ќе го стават Срцето на дланка. Една од сториите е и приказната за тешкиот живот на Весна Димовска од Шуто Оризари. Во периодот кој измина, добивме неколку понуди за неа во околината на Скопје. Со средства кои ги собиравме за плац, можеше да се купи само мал плац во Петровец, кој поради близина на канал, стравувајќи за животот на своето дете, таа го одби. Да видиме реакцијата на Весна и нејзината одлука за нов дом. Возиме во Дрма, се насочуваме на кај Петровец да го погледнеме плацот кој што имаше можност да биде купен, меѓутоа според Весна е на некоја локација за која што смета дека детето не би требало да расте, нели, покрај канал. Па ја за 6 годишно дете и овој канал топка падне, не би. Затоа што само ова е, натаму нема пат. Еве го Ти се каналот. плашиш од каналот. Затоа јас моје дете во ваква средина да расте не би.